Дали да се воведе кризна или вонредна состојба во државата, лидерот на опозицијата Христијан Мицковски е за првата варијанта. Шефот на владачката СДСМ, контрапредседателот Пендаровски, бара прогласување вонредна состојба. Лидерот на ВМРО ДПМН веќе неколку дена бара прогласување на кризна состојба во државата, повикувајќи се на законот за справување со кризи. Со овој закон се уредува системот за управување со кризи во Македонија и тоа организацијата и функционирањето, одлучувањето и употребата на ресурсите, комуникацијата, координацијата и соработката, процена на загрозеноста на безбедноста на републиката, планирањето и финансирањето, како и други прашања сврзани со системот за управување со кризи. Ние од пред 7 дена бараме веднаш прогласување на кризна состојба на целата територија на државата. Да, свесни сме дека таков институт не постои регулиран во Уставот, но затоа пак постои закон за справување со кризи, кој што регулира методологија како да се справуваме со кризите и кои институции какви ингеренции имаме, додека пак во Уставот постои институт вонредна и воена состојба, но затоа пак не постои закон и методологија како да се однесуваат институциите и постои сериозна недоверба за девијантно однесување на поедини институции. Лидерот на СДСМ Зоран Заев пак бара прогласување на вонредна состојба во државата. Согласно Уставот на државата, член 125 и член 126. Јасно е определено вонредна состојба, јасно е определено какви надлежности добива државата. Немаме намера да презимаме политичка контрола на владата, техничката контрола со министер за внатрешни работи господина Чулев, представник на ВМРО ДПМН. Целта е честна, едноставно, јасно разбирлива. Подобар менеджмент со здравствената криза во државата, а исто така и со економските последици, односно можностите за поефикасно помагање на граѓаните на стопанството. Додека и власта и опозицијата бараат преземање порадикални мерки, шефот на државата Стево Пендаровски смета дека за такво нешто нема потреба. Опште беше заклучокот дека не е потребно да избрзуваме со голо декларирање на евентуално повисоко ниво на некои состојби како што е, например, вонредната состојба или кризната состојба на целата територија, затоа што реков во овој момент според сите проценки на надлежниот ресор и министер, опасност дека такво нешто може да се случи не постои, или ако поинаку се поставиме со некоја таква ново прогласена правна состојба, не значи дека ќе превенираме ситуација до која не би сакале да дојде. За разлика од законот за справување со кризи, каде е јасно нотирано што се презема, според членот 126 од Уставот, при прогласување на вонредна состојба, практично може и ништо да не се промени, односно само владата добива властување доколку смета да може да донесува уредби со законска сила до крајот на состојбата.